Со музички хепенинг на школка во градскиот парк во Скопје, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и денеска испрати пораки за унитарна Македонија. Граѓаните денеска, наместо со транспаренти, преку музика и забава испратија порака дека нема да дозволат да се наметне тиранската платформа и точките во неа. Богдан Илиевски од иницијативата истакна дека денеска е 27 ден и посочи дека веќе има конкретни резултати од излегувањето на улица. Работите се променија во Македонија во претходните 26, односно денеска 27 дена и веќе имаме конкретни резултати од нашето излегување на улица. Значи, сето започна со недавањето мандат за тиранската платформа од страна на претседателот Ѓорги Иванов. Понатаму одбивањето да се сретне со еврокомесарот Хан, посочувајќи не токму нас како представници на народот, луѓе кои што бараат конкретни работи, мора да бидат слушнати и уважени. И се до вчерашната трета победа на иницијативата, најавената влада за 24 март, најавена пред неколку недели, влада базирана исто на тиранската платформа, не се оствари. Тоа само кажува и покажува дека единствен начин како граѓаните на Република Македонија, барем оние кои се заедничка Македонија, можат да се изборат за она во што веруваат, можат, навистина не е невозможно, се што треба е да продолжат да доаѓаат на нашите собери масовно, храбро, без срам да си ја сакате државата онаква каква што е и работите се менуваат. Ќе видиме до кога и како ние секако имаме воли и енергија да останеме до самиот крај, до исполнувањето на нашите барања на улица. Поддржувачот на иницијативата Дарко Мијалковски напомена дека пораката е една и иста, а тоа е да ја сакаме и да си ја сочуваме нашата Македонија. Пораката е една и единствена, да си ја сакаме и да си сочуваме нашата татковина. Јас сметам дека ако ја пропуштиме оваа прилика, може би следна и нема да имаме. Затоа барам сите чинители во нашата држава веднашка и непристрасно да ја отврлат тиранската платформа. Само тоа е патот по кој Македонија може да чекори онака како што имаме и тоа е начинот на кој што секој еден македонец во својата душа и своето срце треба вистински да покаже дека си ја сака и да се бори за својата татковина. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија за време на викендите во сабота и недела одржува музички хепенинг, а од понеделник ќе продолжат со протестните маршеви на повеќе од 40 локации ширум државата. Организаторите и граѓаните порачуваат дека ќе останат на улиците се до исполнување на нивните барања.